Познати локациите каде ќе се градат новите населби за млади. Најмалку 11 населби ќе никнат во општините од регионот, наменети за лица до 35 години. Локацијата е во старата касарна. Значи, од постоечката стара касарна, општина Делчево ќе добие околу 4,5 хектари. Така да во таа парцела ние се надеваме дека ќе ги овозможиме тие предвидени 100 парцели. Плацевите ќе бидат лоцирани во населото Дарчевик, популарно наречена во Кочани Бејрут. Се работи за број 100 плацеви со можност, ако има поголем интерес, да биде најдена и друга локација. Најмногу предвидени локации, дури 5, со вкупно околу 600 плацеви ќе никнат во Штип. Плацевите биле со димензии над 300 метри квадратни, 300 до 350 метри квадратни. Многу интересно што владата ќе учествува во уредувањето на просторот, заедно со општините. Конкретно за општина Штип, владата ќе учествува 75%, во делот на инфраструктура, значи улици, водовод и канализација, општината ќе плати 25%. Постојат два типа на субвенционирање. Преку едниот модел владата го субвенционира учеството за кредит, а со другиот е така наречен модел рата. Со кој што владата значи би ја субвенционирала ратата до 11 години. Значи тоа 80% првите 8 години и 50% 9-та, 10-та и 11-та година од периодот на отплатата. Можностите за користење на субвенции од проектот Купи куќа за млади беа презентирани во Делчево, Кочани и Штип. Заинтересирано сум за куќа, па ќе видим. Ние веќе имаме сопствен плац и сме во план да аплицираме за кредитот што го субвенционира владата. Јас конкретно се интересирам за мојата ќерка која е мажена, има дечиња веќе, меѓутоа живее со свекарот, свекрвата, бабата и дедото. И ќе видиме се која е најдобра можност, варијанта да се го тие во збедата уште додатни 60 или колку им треба квадрати за да има стварно вистински свој дом. Инаку оние млади кои ќе се одлучат да аплицираат за проектот, имаат можност да добијат и бесплатни проекти за куќата, што за нив е дополнителна заштеда од околу 2000 евра.